почитувани учесници на втората зимска школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, почитувана директорка на семинарот, со големо задоволство ја отпочнуваме работата на курсот напредно ниво литература. Она што, како што кажавме на отворањето, особено радува е и составот на учесниците, меѓу кои што се имија кои што навистина се значајни како преведувачи, професори на значајни универзитетски центри, афирматори на македонскиот јазик, литература и култура, долгогодишни учесници на школите на меѓународниот семинар и имија кои што имаат остварено и во истражувачката, односно научната сфера, токму со својата посветеност на македонистиката, особено на македонската книжевност, но од друга страна тоа што сепак се среќаваме и со помлади, понови имија кои што ветуваат нови остварувања и најавуваат нови предизвици во афирмирањето и истражувањето на македонскиот јазик, литература и култура, и во тој дел особено она што е во фокусот на овој курс, тоа е литературата и културата. Најпрво би сакал за нив јас да се представам, затоа што за прв пат работиме во ваков состав. Јас сум Иван Антоновски, кој што веќе ви најави во пораките, магистар по филолошки науки од областа македонска книжевност. Од 2021 година, односно завршницата на 2021, асистент на катедрата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности при Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје, во рамките секако на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Тоа би било моето кратко представување, секако она што е предмет на мој научен истражувачки интерес во голем дел е токму современата македонска книжевност. Она што се објавени трудови и книги, ќе ги најдете и како референца, нели, при преварување, не би ве оптоварувал со тоа, а сето она што ќе биде во контекст на нашата работа и сето она што се создава низ овие години и како искуство, се надевам дека ќе имаме можност да го споделиме во деновите што се пред нас. Од тука сега просторот е ваш. Ве поканувам и вие да се представите, меѓусебно да се запознаеме, иако еден дел веќе и се знаеме од како од семинарот, така и од научната конференција и од други збиднувања за кои што секој семинарот бил клучната сврзувачка точка меѓу сите нас. Да се представите, осврнувајќи се на оно што досега сте го оствариле, меѓутоа и едно навистина за сите нас важно прашање за кои што и сме се навраќале, зошто токму македонскиот јазик, литература и култура и во тој контекст и школите на меѓународниот семинар. Повелете, предлагам да одиме, бидејќи сме сепак група која што не е голема, меѓутоа е навистина со едно исклучително ниво на учество. Повелете, просторот е ваш. Па најдобро ќе биде Иван сепак да ги повика, зашто да не биде не. Да, јас тука движејќи се по списокот би одел по оној список нели на азбучен ред кој што го имаме и од програмата, а тоа е нели испоред државите од кои што доаѓаме. Валентина Седевчева од Бугарија, професорка Седевчева, повелете. Ви благодарам. Добар ден, здраво на сите, драго ми е да се видиме. Еве, еден месец по-касно, после 24 или 23 декември, кога беше представуването на Коневски. Коневски, да, тај зборник со преводите на Коневски. Еве, сега сме веќе ту, опет во таа литературна атмосфера, кога ќе го разгледаме и разматраме Горан Стефановски, што ми е многу драго. Тоа е еден познат автор, познат драматург и во Бугарија, еден многу почитуван и писател и драматург, кој и сега се поставува на бугарските сцени.
кој е и доктор хонорис кауза на Универзитетот за драматургија и филмска уметност во Софија. Точно месец пред да почине, беше објавен за доктор хонорис кауза кај нас во 2018 година. Така да, за мене е право задоволство да бидам учесник точно во тој семинар кој што е посветен на Горан Стефановски. Да се представим и јас, Валентина Седевчева, од Великотрновскиот универзитет, преподавам јужнословенски литератури, сега работам во Нишкиот универзитет како лектор за бугарски јазик, литература и култура. Еве, моите интересирања се со современата јужнословенска литература, и српска, и хрватска, и македонска. Тоа се моите истражувања. Така да, ево, тоа е сосема во кратко. И драго ми е опет да кажем, да се видиме со сите, со кои се познаваме и со кои ќе се запознаме. Благодарам, професорке Седевчева. Драго ни е што споделивте и вакви импресии поврзани со Горан Стефановски. Во вториот дел, нели, по нашето представување секако ќе се насочиме и на оно што ни е познато и присуството на Горан Стефановски во културните средини од кои што имаме семинаристи на ова зимска школа. Сега би ја поканил да ни се представи Марија Думба, која што ни доаѓа од Грција, и потоа секако по неа почитувањето од Словенија на Мита Субиото и Сонја Должен. Здраво на сите. Јас сум Марија Думба. Многу мило ми е што се стретнуваме, иако не во живо, на Zoom. Една година и половина сум на пенсија или во пенсија? Во пензија. Во пензија. Бев филолог на грцкиот јазик. Ама сум македонка по потекло. Тоа е. Тоа е она што влече. Што влече. Тоа е. Грцки зборував со моите луѓе. Само со прабабата, приказните беа на македонски дијалект, калјарскиот дијалект. Кога ќе видите картата на Видоевски, да го видите розово калјарскиот јазик и да дијалект. Мислите дијалект и намислите на мене. Така е. Супер. Ама Иван, мислам дека добро почна, бидејќи еве Валентина и Марија ни доаѓаат, нели, од две соседни држави, бидејќи Македонија се граничи со Бугарија и со Грција, тие ни се на некој начин најблиските држави, и нас ни е многу драго дека токму во Валентина и во Марија имаме навистина големи потикнувачи на зближување на тие литератури и култури, особено со тој влог што го прават и Валентина поодамна, а Марија поскоро преку преводите, бидејќи Валентина исто така покрај тоа што е професор и се занимава и со некои преводи, нели со преводи, повеќе од јужнославистика, мислам од пошироко од јужнославистика, од српски, од хрватски, но има искуство и од македонскиот јазик, од превод од македонски на бугарски. Еве ја заразивме ние на семинарот, така малку Валентина. Тоа беше исто и со Марија, ја заразивме на семинарот и затоа благодарение на тој семинар
го имавме конески и на бугарски преку Валентина, значи до сега што она што не е преведено, а го имавме и на грчки преку Марија. Така што ете јас сакам да искажам навистина една големо задоволство и благодарност до овој влог и на Валентина и на Марија да го имаме конески на бугарски и на грчки. Две зборчина уште од мене. Да. Од оваа книга сите и ама само Горан го стави. Не за мене драма. Така. И ми дојде тука. Така. Чекам на Флевари да се публикува на електроническо, така, списание. Електронско списание Вампирот. Од Петре. Чекам, така. И на друго списание, как? Печатно. Печатено. Пред едно месец, Пред еден месец. Се публикува, знам, на Дирјан. На Лиле Дирјан. Домашен блуз. Супер. Така. Супер. Ете, ова се многу битни за нас информации. Така. Ако Марија вели дека не е по драма, ама Иван одбра, мислам, навистина многу бав материјал, затоа што ова е сепак конзервирани импресии, ќе видите за што станува збор, малку есеистички. Да. Го читав. Ја читав как? Хесата. Текстот. Вчера вечер, се скина од смешки. Тоа е Горан Стефановски. Многу добар. Така. Добар. А ова е уште подобра најава за тоа каква енергија ќе имаме во текот на часовите. Ако при првиот самостоен прочит чуваме таа енергија, тоа што ни најавува дека во оваа синергија и во комуникацијата и размената на импресии и шитување ќе имаме уште повеќе позитивна енергија и добра мисла, а со тоа и најава на некои можеби заеднички потвати идеи што се може да се направи од тој материјал. Понатаму, нели и по ова втора зимска школа, затоа што мислам дека е една од убавините на токму на школите, на семинарот е што ништо не завршува во рамките на официјалната програма и тие денови, туку тие се само почеток на идеи и остварување проекти кои што се случуваат потоа во текот на годината или годините потоа се иницирани идеите дошле во текот на работата и часовите. Јас тука би се надоврзал на професорката дека навистина ни е драго за тоа што и за Валентина и за Марија овие референции и информации, особено она што и се случи со конески, имена ми се добро познати се во нашата средина, значени се и од тука би ги замолил и сите следни што ќе се представуваат од учесниците да не бидеме скромни во она што е постигнато, затоа што во случај да се појави таква скромност ќе дополниме ние сепак за споделување информации со другите, сепак воопшто не е малку тоа што е стварено и треба да се нагласи и да се има предвид. Затоа еве сега продолжуваме според тој азбучен ред за да го запазиме според азбучен ред на државите Словенија, професорката на МИТА со биото, а потоа и професорката и преведувач Сонја Должан. Здраво, добар ден на сите. Голем поздрав од Лјубљана. Значи, јас сум вонреден професор по македонски јазик и книжевност на Филозофскиот факултет при Универзитетот во Лјубљана. Зошто македонски јазик, литература и култура? Па, еве да кажам, од љубопитност прво. Сакав да студирам јазици и книжевности, а во студиската група Хрватски, српски и македонски со книжевности имаше најголем број на јазици и така што го одбрав тој пакет. Значи, од љубопитност се приближив што набрзо прерасна во љубов која што трае и до ден денес. И мене ми е многу мило што значи, на втората зимска школа ќе работиме
на текстовите и воопшто за делото на Горан Стефановски. Тој е лауреат на најголемиот фестивал за литература во Словенија Виленица. И тој воедно е единствениот лауреат за драматиката, значи за делото од овој литературен жанр, односно род. И ако ми дозволите, за драматургијата, така, да. И значи ако ми дозволите уште една лична фантастична анегдота што ми се случи минатата година во Скопје, кога од на сите познати причини не можев да стигнам на Охрид во семинарот, туку бев некако полуизолирана во Скопје и бев таму лоцирана токму во Дебар Мало, местото каде што доста се задржувал Горан Стефановски. И токму тие денови требаше да се постави споменикот негов на неговото омилено место во Дебар Мало. И така, дента пред да се, односно вечерта пред да се постави споменикот, го сонував Горан Стефановски. Тој ми се обрати во сонот и ме покани на местото во паркчето, каде навистина следното утро, кога поминав таму да го прошетам Скопје, го видов тој споменик, значи како седи токму на она место од каде што ми се јави. Еве, толку од мене, поздрав на сите. Ваквите приказни се не само една лична историја, туку имаат една книжевна димензија. Јас само тука ќе морам пред да се да продолжиме со Сонја Намита, сепак во контекстот што го спомнавме и кај Валентина и кај Марија, односно пред се го спомена професорката Весна, потфатите и мора од минатата година и бидејќи тоа и беше поврзано и со школата, односно се поврза преку првата зимска школа, она прекрасна публикација со од Конески циклус од Марко Крале и така натаму, мислам дека е информација што вреди да ја споделиме и со другите учесници. Точно така, да, инспирација е од првата зимска школа, кога го работевме Конески, и од таму потекна идеја на Конески да му се посветиме и во Љубљана, на нашиот универзитет и нормално филозофскиот факултет, така што се решивме да го објавиме во двојазично издание, значи оригинал и во препев на словенечки циклусот Марко Крале. И што е интересно, значи во оваа книга има и есеи, креативни, многу сериозни есеи од мои студенти, значи како одек на циклусот. Еве, тоа е, значи, јас некако правам јубилеј, како што гледам сега кога пишувам една архива за 60 годишни на значи македонистика во Љубљана. Мислам дека оваа година е јас правам 20 години на моја лична македонистика од моето прво доаѓање на семинарот за македонски јазик, литература и култура во Охрид. Така. Па да, беше тоа. Ја морам малку да се надоврзам на ова сеќавање на Намита. Мислам и за мене е 20 години точно. Бевте во групата Сонја, Намита, Валентина. Да. Тоа беше мојата прва група, еве, после 20 години повторно сме на истото место, сега во некои други услови и секако помогнати сега, поосвежени со Иван и со некои други, како што се Марија, како што се другите кандидати. Кристина Дувкова, ја знаеме, таа не била во мојата група, ама секогаш била присутна на семинарите, се знае и со Сонја, и со Валентина. Исто така подоцна се вклучи во оваа група за литература и Зофија. Така што и Зофија ја познавате. Само Марија Панзова, мислам дека е, Ана Марија не ја познавам лично, но ја знам од времето кога беше лектор по унгарски јазик на Филолошкиот факултет. Така што со сите вас имаме и лични врски и спомени и убави фотографии, не мислам само на фотографии како хартија, туку на такви битни споменчиња, фотографчиња кои што остануваат и кои што не одржуваат, кои што ни ги греат срцата, па дури еве и во ваква ситуација кога сме
приморани да го направиме и овој пат оваа зимска школа на Zoom. Јас тука ќе се дополнам во контекстот на Мита и тоа што го спомена, дека она што ни го представи и што дознавме како конески се разработува во текот на на цел еден семестар во рамките на наставата на Универзитетот во Љубљана, навистина беше инспиративно и на некој начин кога ќе дојдат такви одеци е и обврска пуз за оној кој што е сега вклучен, за да биде доволно мотивирачки, за да може истото тоа да не се случи само со конески, туку и со други автори кои што заслужуваат внимание во една или друга форма и кои што преку таквиот современ, исклучително современ од методички аспект пристап на Мита може да биде и пример, показател и во други средини. На Мита искрено од оваа перспектива, прв го коментирам вака, би сакал и лично да се заблагодарам за она што можев да го видам, бидејќи даде инспирација и за нас за некои потфати. Сега би ја замолил Сонја Должен од Словенија и таа да ни се представи со што ќе го заокружиме блокот на учесници од Словенија, бидејќи имаме учесници од 8 учесници на овој курс меѓутоа од 7 држави, затоа што од Словенија ги имаме и на Мита и Сонја. Сонја, велете или повели, зашто сепак се знаеме од годините, ќе искористам простори за неформалност. Така. Поздрав на сите, здраво. Јас треба да кажам дека јас малце мамам. Јас сум во Скопје. Сум од Словенија, ама сум во Скопје, бидејќи последните 6 години сум учителка по словенечкиот јазик за словенците во диаспората во Скопје. Да, последните 2 години наставата ни е онлайн, така што малце сум послободна, па можам да шетам, па не морам баш да бидам во Скопје, ама се надевам на вистина дека од идната година и јас и семинарот ќе одиме пак на физичко присуство. Инаку, како што рече Иван, дипломирав македонски, српски, хрватски, значи сум професор по македонски, иако сега не се занимавам со подучување на македонски, туку словенечки, што никогаш во животот не би помислила дека јас еден ден ќе бидам учителка по словенечки. Но затоа се занимаваш исклучително активно со превод и она што може да го видиме во двете насоки, словенечки на македонски и од македонски на словенечки, твоите идеи потвати на вистина е нешто што е значен воки, е забележливо и дури и за она стручна јавност која што е надвор од семинарот, го следи она што се случува во книжевниот и културниот простор. Па, да, секако. И баш кога зборуваме за преведувањето, јас многу сум среќна што тоа ние што ќе го работиме сега на семинарот, јас веќе го имам преведено на словенечки. Така што... Кога би Сонја? Кога Сонја? Одамна, Весна. Не си пријавила? 2012-та. Ама не си пријавила? Па еве, сега пријавувам. Значи, во 2012-та јас така едно пола од конзервирани импресии преведов и објавив во списанието Оточе О, кај што помеѓу останатото излезе и тоа, но Весна си заборавила и еден твој есеј излезе во тоа списание. Значи, тоа беше еден обид, мислам, на еден личен избор. Значи, не можам да кажам дека тоа антологија, туку еден личен избор, јас самата избрав кои дела сакам да преведам и од постарата и од поновата македонска книжевност. И така, бидејќи беше по мојот вкус, во изборот влегоа и конзервирани импресии. Јас се сеќавам и на промоцијата на тоа списание се случи во Скопје во една тогаш многу популарна кафе книжарница,
Меѓутоа, и сега наврекајќи се сеќам дека и се прочита дел од импресиите на една-две импресии на промоцијата, меѓутоа оно што се надевам дека, бидејќи споменавме една половина, дека оваа зимска школа ќе биде повод, мотив и инспирација за втората половина, за да може да го заокружиме и како целина. А инаку морам да напоменам дека тоа е ретка ситуација, дури за жал не ни стои тоа како референца во библиографијата на Горан Стефановски, значи на преводите. Меѓутоа една од ретките преводи на конзервирани импресии, значи најверојатно единствен во толка повем кога збориме за половина, затоа и всушност се надевам дека ќе инспирираме и малку повеќе и во другите средни, кои што Сонја сама истражувајќи го направи во 2012 со еден дел од импресиите, меѓутоа од друга страна ова па и ни потврдила дека сме направиле еден соодветен избор, за тоа што покажува дека е литература која што може да го побуди интересот и кај вас. Па, јас секако тука сакам да нагласам дека без драга колешка и пријателка, нашата директорка и лекторка Весна Мојсова Чепишевска, јас никогаш не би можела да дознам дека конзервирани импресии воопшто постојат. Тоа е тоа што дополнително обврзува. Сонја, ти благодарам многу за представувањето и за споделувањето на овие информации што навистина ни значат и мотивираат. Сега би ја само Иван, само малку. Само да кажам дека Горан Стефановски бил еднаш единствено на семинарот на летната школа. Мислам дека беше 2007 или 2000, не се сеќам. Јас мислам дека е 2000 август 2008. Еве, бидејќи го имам текстот пред мене, бидејќи е споделен меѓу материјалите, затоа морав да коригирам. Да. Значи тоа е 2008 и тоа мислена беше многу убаво искуство, на едно преубаво искуство. Некој од вас бил и така почна, да речеме, нешто работевме и на лекторски, малку, нели, тоа интервју со Горан Стефановски остана и таа негова харизматична, нели, појава, смиреност, една питкост. Мислам дека во таа смиреност и питкост по многу нешто наликува на Конески, сакам да кажам, по таа енергија што ја носат. Значи, не се тоа луѓе кои што премногу се истакнуваат, премногу се во првите борбени редови, така, ама таа токму таа нивна питкост навистина привлекува мами. И еве, јас се сеќавам и му благодарам на Иван што ме врати наназад во едно време кога беше Горан Стефановски дел од летната школа на меѓународниот семинар. Така. А сега во една, за жал, друга форма, меѓутоа повторно го имаме и се надевам во овие услови кои што можеме од 2018 наму ќе го излечеме најдоброто. Од Полска е, кој што спомнавме, Зофија Дембовска, нам ни е на сите повеќе или помалку позната токму преку своето учество на летни представени школа, а учесник и на првата зимска школа, кога и се за прв пат се слушнало и глас што и сега го слушаме од заднина. Затоа Зофија лична историја поврзана со школите на меѓународните семинари за македонски јазик, литература и култура, како што пише вчера и вие, како и ние со трпение цела година чекувате школите. Те замолам накратко во рамките на можностите да се представи. Да, јас се извинувам за него. Се надевам дека нема да биде така цело време, ама обично е помирен. Веројатно сака да спие. Јас се викам Зофија Дембовска, здраво на сите, добар ден. Јас сум од Полска, ве поздравувам од Катовице и од минатата година доктор сум по македонистика. Докторирав во област на невербалната комуникација. Јас поредував невербалната комуникација на поljаците со македонците. Значи имаме и сличности и разлики во гестовите и другите аспекти. И освен тоа се интересирам за превод. Имам преведено неколку работи. Мислам, ако има можност, значи имам идеи, но нема време. Значи и на тоа ќе најдеме и време за тоа. И
zašto makedonski? Znači, generalno, ja sakam cela ta država i to što je povezano s ona i jazikot, i literaturata, i kulturata na Makedonija. I zato, znači, sakam da ja zgolemuvam moje to znanje. I na literatura i na sve drugo. A svi seminari i zimskite školi i letna ta škola minata godina mi bila mnogo inspirativni. Znači, bi sakala da продолжам koliko pati možem, zato što navistina mi davate inspiracija, dobro raspoloženje, dobri prijateljstva i tako na tomu. A generalno ja se rabotam kako profesor v sredno to učilište i se obiduvam da ja promoviram Makedonija i pomagam mladite. Se nadam da me slušate. Slušame. Sve slušame. Sve slušame, da. Da, imam organizirano i studentskite razmeni so makedonskite srednje učilišta i sakam da продолжам isto to. Znači, mislim da ga toliko. Ja čekаме Зофија заедно со Војтек летоска здравје Боже да сме добри арни на летната школа и така. Много би сакале да дојдеме. Војтек треба да ја познава Македонија од најмладите години. Благодарам, Зофија. Јас морам нешто тука и да дополнам дека Зофија нели се задржа на својот нели научен истражувачки порив. Меѓутоа, низ годините сум бил свидетел на повеќе ситуации кога токму таа влюбеност во земјата, таа влюбеност во македонската култура резултирала и со други потфати кога се создаваше и првиот електронски неделник за култура и кога требаше да се анимираат македонистите од светот, странците кои што имаат што да кажат Зофија, а се од помладата генерација Зофија се истакна како една движечка сила, локомотива која што постојано ни воспоставуваше контакт и мотивираше и придонесе за едно такво поврзување меѓу тогаш се надевам и се уште младите македонски книжевници, културолози и македонистите од светот, и тоа го направи на една своја доброволна основа на собствена иницијатива. И во мојата меморија лична, значи Зофија пред се имам преку таа соработка која што беше еден до исклучителен показател како и со кој обем таа влюбеност во македонската култура може да доведе до една посветеност кај млад човек од друга држава. Зофија, ти благодарам за таа соработка што тогаш почна, се надевам дека сега ќе продолжи во една уште поубаво и по-конструктивно издание. Да, ти благодарам на убавите зборови. Инаку, ако одиме по распоредот, следно би требало да биде од Турција Зинан Чилинова, меѓутоа во моментот не е вклучена, се надеваме штом дека ќе се вклучи во текот на денот или следните денови, штом ќе се најави, ќе биде дел од групата. Од Унгарија, како што неколку пати споменавме, Ана Марија Цинеге Панзова, ако не се лажам, за прв пат дел од меѓународниот семинар, особено ако станува збор за курсот за напредниот курс за литература, меѓутоа за нас сепак познато име и како преведувач и особено и потфати што ги оствари минатата година, така што Ана Марија, имате што да кажете и со што да ни се представите и од оно што веќе е сработено, повелете. Да. Јас сум подврзана со Македон. Дали се слуша? Да. Преку мојот маж, со кого македонец, сега лектор во Будимпешта, со кого се запозна во Полска, инаку да споделиме другите, Златко Панзов, бидејќи студиравме полски. И таму се запознаме и јас од тогаш учам македонски како уште еден словенски јазик, веќе четврт во мојот живот, бидејќи учев руски, живеам на словачка граница, после студирав полски и дојде македонистиката и македонскиот, така што
Така, почнав. И да, јас имам среќа што нели имам постојан лектор покрај мене, кој ми помага во преводите и така натаму. Работев и како лекторка по унгарски јазик на Универзитетот УКИМ во Скопје. И така, преведуваме со Златко заедно од унгарски на македонски претежно, а јас имам преведено 4 современи романи и на унгарски јазик од македонски. Може да споделиме за кои романи станува збор вака за да имаме Да, ги преведов Сестрата на Зигмунд Фройд, Вештицата од Венко Андоновски. Да, Резервен живот од Лидија Димковска и Секој своето езеро од Ненад Јолдевски. Тие романи ги објавивме до сега. И минатата година по повод 100 годишна на Блаже Конески објавивме ние зборник со 3 научни трудови на Блаже Конески. И како додаток таму приложивме и за поглавието за македонските работи од Крсте Петков Мисирков додадоме во збирката. И мислам дека Ана Марија, дека тоа за нас беше навистина голем настан, тоа што го направивте ти и Златко, заедно, бидејќи првпат се преведува некои работи што не се преведени на унгарски, бидејќи на тој начин Конески го видовме во унгарската книжевна и научна средина, а секако дека преку унгарскиот нели може Конески да прошета и по другите лекторати каде што има унгарски јазик, затоа што нели сега станува посреден, така сите ваши јазици, нели чешки, полски, словенечки, унгарски, бугарски стануваат посредни јазици каде што може да се слушне не само во вашата средина, туку и пошироко во средините, во другите средини каде што вие нели го ширите вашиот првенствено, нели таму од каде што потекнувате јазик. И ете, мислам дека ова што го направи Ана Марија и Златко, нели Панзови, дека беше исклучителен настан по повод 100 години од раѓањето на Конески. Така мислам дека Ана Марија е малку скромна и не сака тоа да го признае, да го каже, ама еве јас малку нели да, зашто сакам да го кажам, да го истакнам тоа, сепак е навистина голем настан. Јас бев воодушевена од тие текстови. Така што да, и сигурно ти било предизвик. Да, предизвик да го преведеш, да работиш на него, сепак се тоа јазици кои што не се нели во контакт постојано, не се од различни групи на јазици, се така сигурно е предизвик за секој од вас има такво едно искуство. Еве ова што го гледам нели и Сонја и Валентина и Намита и Зофија и Кристина, значи сите имате некаков предизвик. Еве сега Ана Марија Думпа што го спомена тој онаа страст кој што веќе ја развива се повеќе кон преведувањето и навистина мислам дека сте на вистинското место како група во кој што веќе се посветите на Горан Стефановски. Така, во тој контекст. Само и ви споменал дека потватот на Ана Марија и на Златко Панзови, ако треба да се направи едно резиме на она што беше најзначајно во рамки на одбележувањето на јубилеот, она што е суштинско, значи не зборуваме за оние, нели, стандардни церемонии кои што секогаш се очекува дека треба да се составен дел од едно такво големо учествување, од еден таков голем јубилеј, од она што е суштинско и што останува како трајна вредност, меѓутоа и што е влог во натамошни читање, исчитување и преведување, секако значи е
потватот на Ана Марија и на Златко, како и секако потватот на Мита со циклусот за Марко Крале, затоа што отвора едни нови перспективи за едни делови од значајното творештво на Конески и за неговото ишчитување. И искрено се надевам и упатно до сите, ама особено до Ана Марија, затоа што и од она што досега го има преведено нејзиниот фокус, особено на актуелни современи македонски автори, дека и искрено се надевам дека и Горан Стефановски ќе биде предизвик со неговиот заокружен опус, меѓутоа безвремено актуелен и безвремено современ во нашиот книжевен и културен контекст. А се надевам во оваа школа ќе ни се потврди и не само во македонскиот, туку и во поразлични културни контексти со својата книжевна скромност и поетика актуелен. Ана Марија, уште еднаш благодарам и од мене. Некако доаѓаме кон крајот на списокот на учесници. Нели, последно представување, меѓутоа подеднакво важно како и сите други, Кристина Дувкова од Чешката република. Кристина, повелете. Благодарам. И добар ден на сите, здраво на сите. Драго ми е да се гледаме сите. И многу ми е мило. Јас сум Кристина Дувкова од Чешка и да кажам како што дојдов до македонскиот јазик. За прв пат се сретнав со македонски јазик, мислам дека воопшто постои македонски јазик и литература и култура. Тоа беше во 2010 година и тоа беше во Марибор. Тоа беше неверојатна случајност, интересна случајност, затоа што јас тогаш бев на Еразмус во Марибор и во Марибор немаше предмети за мене, никакви предмети и морав да си изберам македонски 3, што за мене беше неверојатно тешко, мислам, па вака без кирилица, без ништо, мислам без знаење, ама некако преживеав. И потоа дојдав во Охрид и од тогаш станав, па мислам, голем љубител на македонски јазик и литература и култура. И сега предавам бохемистика, претежно чешки јазик, ономастика и исто македонски јазик, но само за почетници, на Масариков универзитет, на филозофскиот факултет. Исто предавав македонски на универзитет во Градец Кралове, но сега сум исто лектор на универзитет во Глазгоу, но таму предавам само чешки јазик. Така, за странци. И уште сакам да кажам дека не се сретнав многу, или не се сретнав премногу со Горан Стефановски, до сега не го читав, нажалост, но се сретнав со Горан Стефановски како со сценарист, затоа што јас исто преведувам или правам субтитлови на филмови и на македонски и на, мислам, сите јужнославенски филмови. И исто правив официјални субтитлови на филмот До Балчак. Значи, така, барем така, малку. Инаку, многу ми е мило што ве гледам и што може да работиме заедно. Фала многу. Да, До Балчак, инаку филм на двоецот Горан Стефановски, Столе Попов. Сценарио кое што потекнува, вака е за една информација, сценарио кое што потекнува уште од 80-тите години на минатиот век, значи уште тогаш подготувано, а е ставено на филмско платно во 21-виот век, односно по некои приближно 2 децении од првичната подготовка на текстот од страна на Горан Стефановски и во една изменета форма, меѓутоа едно од позначајните остварувања на македонската кинематографија во изминатата деценија или од оваа 21 вековна македонска кинематографија. Со ова го заокружуваме представувањето на учесниците, меѓутоа јас не можеме да не го искористам за тоа што ни се приклучува во овој дел и на денешната средба, потоа ќе работиме или
во континуитета сепак имаме можност да е со нас и директорката на меѓународниот семинар, меѓутоа исто толку важно личноста која што со години на назад курсот литература го водеше и која што за многумина од вас беше водилка во осознавањето на македонската книжевност, особено современата македонска книжевност. Професор ке по овие представувања претполагам дека имате многу што да кажете, ама дека би заокружили и вие со едно ваше споделување, пошто ќе почнеме со работа, за тоа што се гледа, мислам и овие представувања потврдуваат дека тука сме состав на луѓе со кои што навистина и 6 дена ќе бидат малку за сето она што ќе сакаме и можеме да го читаме и исчитаме. Во право си, Иван, навистина мислам дека ова извонредна група, дека е полна со знаење и дека сите на свој начин ја покажа врската со Горан Стефановски. Мене тоа многу ми беше вака, еве сега морам да кажам, многу емотивно за мене. Секој на свој начин бил во контакт со Горан Стефановски, дали преку преводот, дали лично, дали преку филмот, дали преку титлувањето, односно преведувањето, нели, за филмовите, дали преку личниот избор кој што го направила Сонја. И мислам дека жално е што ќе кажеме дека по повод 70 години од раѓањето на Горан Стефановски имаме пред нас едно завршено, заокружено творештво заради неговото физичко заминување. Ова ми беше за мене навистина, јас тоа го изумив, драго ми е што Валентина го сподели со нас, бидејќи тој навистина пред да ја добие лошата вест, нели, за своето здравје, за својата кондиција, беше токму во Бугарија и ги правеше, нели, во чест на тоа, на таа свеченост, нели, по неговиот повод за професор, нели, со почест, нели, професор на универзитет, но и поради релациите кои што ги имаше Горан Стефановски со театарската, бугарската театарска сцена. Така што еве и Кристина со филмот, Валентина со драмата, со театарот, Сонја со преводите, на Мита со тоа што кажа дека е врзан, нели, како единствен автор кој што е добитник, нели, на од областа на драмата на исклучителен словенечки фестивал, така, книжевен фестивал. Марија, кој што пополека, но сигурно гази во се поголемото познавање на македонската литература и ние сакаме да може да има енергија, да има сили да преведе што може повеќе и на грчки, затоа што еве ако сме соседни, не се познаваме, не ја познаваме литературата. Истото важи и за Ана Марија, нели, и за Зофија, секоја на свој начин во својата литература, во својата култура, нели, ќе даде свој белег. Ама интересно е како сите сте измешани, како например ова сега што го кажа Кристина Дувкова, во Марибор, нели тоа и се случило, е запознала македонската литература. Па Ана Марија таму, нели, во Полска, па кого сретнала, па како, па нели, па и преку Полска, односно во близина го знаела и словачкиот, и како некако инцидентно се случува, а потоа ви станува еден вид на животна определба, на обсесија, на љубов, на страст, или како вели на Митајте, што би учела многу јазици, кои јазици, дали треба некој што е многу популарен или многу присутен или помалку присутен. И мислам дека на некој начин сите ваши приказни се многу бави, многу емотивни, многу топли. И јас еве навистина ви благодарам дека ете ќе му дадете посебен белег на овој курс и посебен белег на втората зимска школа. И јас сум навистина многу среќна дека ве имаме вас, сите ние овде во Македонија, ве имаме вас за своји пријатели, искрени, верни и ете, ви посакувам убава работа и се продолжуваме понатаму, го читаме, почнуваме да го читаме Горан Стефановски. Ви благодарам. Ке се надевам сите заеднички ќе оправдаме довербата за тоа што овде ке сме спојна личности во кои што сте вложиле, значи почнувајќи од семинаристите, меѓутоа и лекторот, како некој кој што, нели, и влегуваше во сферата на македонската книжевна наука и особено во делот на современата македонска книжевност под ваше менторство, и дека на крај која ќе окружиме во салата ќе може да дадеме еден резултат кој што ќе ветува не само за она што сме го оствариле, туку и за предизвици кои што и потвати кои што ќе следат по завршување на школата. Јас само тука пред да преминеме кон оној дел во кој што веќе започнуваме со читање и исчитување на делотворештата на Горан Стефановски,
како што споменавте и вие, поводот е 70 годишнината. Меѓутоа, за се што се случува, постои повод, постои причина. Причината е секогаш поважна од поводот. Јубилеот во случајот е повод. Причината е многу посуштествена и во овој контекст, а тоа е потребата одново да му се навратиме сите и да го исчитаме од една друга перспектива творештвото на, морам да нагласам, големиот Горан Стефановски. И верувам дека сега со навраќањето преку конзервираните импресии, меѓутоа и поставувањето на синтезите меѓу конзервираните импресии и другите сегменти на творештвото на Горан Стефановски, сите ќе имаме една поразлична или односно посоодветно речено подлабочена интерпретација и импресија од неговиот творечки опус и мотив за нови и нови исчитувања кои што нема да завршат тука, туку ќе почнат по сабота, а не во рамките на само на курсот. Ви благодариме уште еднаш и се фаќаме за работа.